Власта не верува во сериозноста на ДУИ за заканите со политичка криза ако се чепне законот за јазиците. Арбен Таравари, еден од лидерите на албанскиот дел на владачката коалиција, заканата ја нарече шега, а без да појасни детали, уверен е дека на законот нема ништо да му се случи. Законот за јазиците ја не верувам дека ќе се чепне, ја повеќе ми изгледат како шеги од ДУИ отколку сериозни пораки. Ова доаѓа откако вчера во неделното интервју на Радио Слободна Европа, Блерин Беџети од ДУИ најави политичка криза ако Уставниот суд го укине законот за јазиците, но не и бојкот на локалните избори како што претходно најавува од Мала Речица. Беџети вели дека неговата партија ќе предизвика политичка криза за да не дозволи хипотеките кои ги имаат владините партнери да се кршат врз грбот на албанците. А ако тоа се смета реакцијата дека некој предизвикува политичка криза, не. Тој што иницира, тој што постапува, тој што носи одлуки, иницира политичка криза. Реакција денеска стигне и од СДСМ. Најголемата опозицијска партија не е загрижена од заканите на ДУИ. За нив овие теми се дефокусирачки и неприфатливи, а изјавите што се даваат имаат за цел да се рехабилитираат во етно-популистички тон, велат од СДСМ. Сите етнички теми кои што од време на време се појавуваат во јавноста и тоа во тонус и локус на тензија се одвиваат помеѓу две клучни партии, тоа се ДУИ, ВМРО, ДПМНЕ. И ние тоа го препознаваме како пинг-понг играчки за да се покрене нечив рейтинг. И со тоа не се согласуваме. Претходно и премиерот Христијан Мицкоски изјави дека не е загрижен од заканите на ДУИ. За 10 дена Уставниот суд ќе одржи подготвителна седница за законот за јазиците, која ќе се пренесува во живо и на која ќе присуствуваат 15 експерти, меѓу кои представник на Венецијанската комисија. Уставноста на законот е оспорена, а одлука по таа иницијатива судот треба да донесе во мај. Откако председателот Дарко Костадиновски се пожали на политички притисоци, пред 3 дена американската амбасадорка Ангела Агелер го посети судот и на судиите им порача кога ќе влезат на седница да бидат само судии, а се друго да остават настрана.